Денес ќе се позанимаваме малку со верата и тоа со таа силна вера што ја имал патриархот Авраам. Но на самиот почеток би сакал да поставам едно прашање. Знаете, после 50-ница, еве и сега живееме во еден викенд на празник. И ова е првиот викенд празник по 50-ница. Мијатата сабота слушнав некои гласови од некои наводно скопјани што кажувале по пазарите дека наводно овој викенд исто така ќе бил затворен со карантин, со полициски час и така натаму. Затоа што дури два празника, Курбан Бајрам вчера, Илинден утре и така натаму. И јас и брат Борче не верувавме дека такво нешто ќе се случи од повеќе причини. Помината е фазата на затворање и полициски часови. Но постоеше една друга причина зошто такво нешто не би се очекувало да се случи денес или овој викенд воопшто. Да се подсетиме дека досега беа затворени викендите кога се работи за христијански празник. Кога се работи за муслимански празник, тоа не беше случај. Сега 2 август не се празнува заради пророкот Илија, туку за историски причини во врска со македонскиот народ и држава. Но, ајде да речеме дека утре е христијански празник. Сега прашањето сакам да го поставам. Се сеќавате за 50-ница, повеќето христијани во Македонија, повеќето за жал, христијани во Македонија, не знаеа и може би се уште не знаат кој празник тогаш се славел или требало да се слави. Повеќето христијани погрешно мислеле дека тогаш се слави задушница. Рековме има 4 задушници, 4 саботи кои што е задушница во православната година, што значи не беше тоа празникот. Повеќето христијани во Македонија, за жал, не разбира што значи празникот Духовден или 50-ница. Ме интересира дали повеќето муслимани во оваа земја знаат што значи Курбан Бајрам. Ја очекувам Нихат Назоран е исто така стручен да одговори на ова прашање. За жал, ниту повеќето муслимани не го знаат значењето на своите празници, веројатно. Мислам од обичниот народ се разбира. Кога живееше пророкот Илија на земјата, тој еден Божи пророк со кого беше спротивставен, значи тој еден, наспроти кого, се сеќавате? 400 чии пророци? Валови пророци. Сега тука имаме нешто што личи на... Не е тоа ислам, меѓуто како да личи. Знаете, мнозина и денес во некои земји велат, имат еден израз. Кој е тој израз? Евала. Евала. Од каде потекнува тој израз? Од вал. Дервишите наводно водат традиција од вал,
од валовите пророци кои што први почнале да се сечат, да се пробудуваат, да се самоизмачуваат. Зошто? Затоа што Ваал испаднал толку немоќен тој ден на гората Кармел, затоа што Ваал тој ден не успеа да испрати оган од небото и да се запали жртвата која што беше поставена како тест, како проба, како испит за тоа кој е вистинскиот Бог. Ако е Ваал, им рече Илија, ајде сите да појдеме по него, да му се поклониме нему. Но ако е Јах, вистинскиот Бог, тогаш сите со Сеахав и Језавела, начело на нацијата, да му се клањаме нему. Што значи Курбан Бајрам? Преведено. Двата збора преведени. Значи, Курбан значи жртва, точно. Бајрам што значи? Празник. Празникот на жртвата. Која е жртва? Тоа е прашањето што ме интересира. Која жртва празнуваат муслиманите на празникот на жртвата или вчерашниот ден? Знаат или не знаат? Нихат, знаеш ти? Ти знаеш за себе, така да. Но дали муслиманите, повеќето муслимани, дали знаат? За жал и тие не знаат. Која е таа жртва? Што мислите? За која жртва станува збор? Ке отвориме во првата книга Мојсеева. Кога помине 11 часа. Добре, тоа значи дека поуката не е здодевна. Интересна е поуката. Само така. Нека продолжи само така. Каде во прва книга Мојсеева ќе отвориме? Како? Аврам. Под насловот, односно насловот на оваа глава во ревидираниот превод, Аврам е готов да го жртвува кого? Синот. Кој син? Оној од робинката или оној од слободната? Од цара, точно. Тоа е многу интересно. Зошто Бог му заповеда на Авраам да го жртвува Исак? Зошто не му рече оди жртвувај го Исмаил? Или... Да, тој веќе си беше заминат, се разбира, со мајка му. Но зошто не некој друг? Што беше битно Исак да биде? Испитот, пробата за Аврамовата вера. Ајде почнеме во главата да се подсетиме на овој настан. По тие настани Бог, искушувајќи го Авраам, рече: Аврааме, а тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го синот твој единец Исаак. Пазите, единец. Значи, Исаак е битниот син.
наречен дури единец, иако Аврам имал и други синови. Барем Исмаил му бил син. Другите може би се уште не беа родени подоцна. Земи го твојот син и единец Исаак, кого што многу го сакаш. Па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица или холокауст на една горичка што ќе ти ја покажам. Која била таа горичка? Морија или каде се наоѓа денес таа горичка? Во Ерусалим, гората на Соломоновиот храм. И таму има џамија. Денес има џамија. На таа гора, кога немало никаков град, никакви жители, едноставно било овче поле, да речеме. Аврам во тоа време требало да отиде многу километри пат, без да каже на жена му, на Сара, зошто и каде ќе поиде заедно со синот, без да каже никому друг, едноставно бил решен да ја исполни Божјата заповед, колку и да е тоа мачно, тешко, неразбирливо и избунувачки за него во тој момент. Да не повторуваме работи што ни се познати, сакам само да споменам некои битни моменти. Третиот стих вели: и отредента рано, откако стана, Аврам го оседла магарето свое, зеде со себе двајца од слугите своји и Исак, синот свој, па откако нацепи дрва за жртвата, се крена и појде на местото за кое му рече Бог. На третиот ден, значи 3 дена патување, кревајќи ги очите своји, Авраам го здогледа местото оддалеку. И им рече Авраам на слугите своји: останете вие овде со магарето, значи се ослободува сега и од слугите, а јас и детето ќе одиме онаму, па откако ќе се помолиме, ќе се вратиме кај вас. И видите што им вели. Демек ние дојдовме, направивме толкав пакт, за да се помолиме на таа гора. Па откако ќе се помолиме, ќе се вратиме кај вас. Интересно. А во себе што си мислил? Ќе се вратам само јас. Дали може би се надевал дека Господ ќе се предомисли? До тој момент не постоја никакви знаци дека Господ ќе се предомисли. Во нашиот живот, кога се соочуваме со тешки искушенија, кога исполнувањето на некоја Божја волја ни изгледа тешка, мачна, болна, бара од нас голема жртва, прашањето е дали сме помислувале дека може би Господ ќе се предомисли. Може би ќе интервенира, па нема да мора да изгубиме работно место или да изгубиме живот или било каква друга жртва да поднесеме заради неговата волја, неговиот закон, неговата заповед и така натаму. Човечки е да се надеваме дека може би Господ ќе интервенира, може би Господ ќе направи нешто, да не мора да ја поднесеме таа жртва.
Меѓутоа, некогаш Господ дозволува да поднесеме тешка жртва. Јас никому не му го посакувам тоа, но сетете се дека Елена Вајд закопала од 4 деца, 2 ставила во гроб. Од 4 сина, првиот кој што се разбрал некаде на 16 годишна возраст и понатаму. И последниот како новороденче починале и биле закопани од страна на нивните родители. Во незиниот живот Господ дозволил таква, иако поранешни генерации, па и наши баби, дедовци, да речеме, не било за нив толку болно, дури и деца да закопаат, додека ние денес сме по-разгалени генерации и може да се разочараме за многу помали трагедии во животот. Како и да е, сакав само да кажам дека Господ често пати дозволува, не се предомислува и не интервенира, како сега во случајот со Авраам. Сепак Авраам, и се разбира, тие жртви не се загубени. И Господ, како што проучувавме, не ги смета ниту за умрени, било кои лица кои што починале, туку ги смета за спиени, за хибернирани и кои што еден ден, кој што скоро ќе дојде, повторно ќе ги разбуди. И тоа за живот вечен, за вечна младост и вечно совршено здравие. Се радуваме кога слушаме дека и вестите, било да се тоа втори и трети бранови во предстојниот период, било да се тоа микрочипови, било да се тоа укинување на парите. Сите тие вести мене ме радуваат. Ме радуваат затоа што покажуваат дека времето е многу кратко, дека крајот е многу близо. Живееме во последното време. Но Авраам живеел кога? Скоро 2000 години пред Христа. Речи 2000 години пред Христа добива заповед да го жртвува својот син. Ете, се сеќавате кога зборував дека садукеите не верувале во пророците, единствено ги прифаќале 5 книги Мојсееви. Па и во нив имало причини да се верува во воскресение од мртвите. Некако се надврзуваме пак со темата за смртта и воскресението. Но Авраам живеел во време кога немало Библија. Немало пророци, ниту Мојсей, ниту силните Господови чуда што се случиле кога Израел бил ослободуван од египетското робство. Немало ништо од сето тоа. Да не зборуваме за воскресенијата во подоцнежната историја на Божиот народ, за Христовите дела на земјата и така натаму. Авраам живеел во време кога пред него имало што? Само неговите предци од дедо Ное, кои што не биле многу колена до него. И во тоа време, без никаков преседан пред него, единствено што имало пред Авраам, дека Енох бил земен, жив, горе на небо. Најверојатно заедно со Едемската градина, кога Едемската градина била однесена од оваа планета.
Постои верување дека Енох бил однесен на небо на тој начин што ангелите што го чувале влезот во Едемската градина единствено нему од сите смртни потомци Адамови, откако Адам и Ева беа избркани од таа градина и им било забрането повторно да влегуваат во неја, и Господови ангели го чувале влезот во неја со огнени или пламени мечеви, што значи со молњи. И само на Енох му се отворија тие врати да влезе во рајот и заедно со него да биде вознесен од оваа планета во небесниот свет. Но Енох не умрел, како и Илија многу векови подоцна, само бил жив, однесен. Дури Библијата вели исчезна, бидејќи Бог го зеде. И што значи тоа Бог го зеде? Денес за некој кој ќе почине велиме, Бог го зеде. Бог ја зеде. Авраам пред себе, зад себе немал никаков, немал Библија, немал примери од кои што ние се учиме. Немало пророци пред него, освен Енох, но и тој беше пред потопот. Авраам немал никаков преседан. Тој бил првиот што требало да покаже вера. Во што вера? Конкретно. Конкретно во што вера? Во воскресението, токму тоа. Без да има никаков пример за такво нешто пред него. Замислете. Тоа е голема вера. Познат ни е случајот, да не читаме понатаму. Господ интервенираше да не биде Исак принесен на жртва. Наместо тоа, ангелот посочи некое јагне заплеткано во грмушките, во близина. И знаеме со тој символичен чин, Господ сакаше да му каже на Авраама: ја испитав твојата вера, ти го положи испитот, а Исак не мора да умре, не мора да биде жртвуван, затоа што место него за твоето, неговото и спасението на сите луѓе ќе биде жртвуван мојот син. Господ и денес им порачува на муслиманите во целиот свет дека со таа жртва Господ го жртвувал својот син за спасението на сите луѓе. Затоа сите, не само христијаните, сите луѓе на овој свет, и муслиманите, и будистите, и неверниците, својот живот му го должат на Христа и неговата жртва на крстот. Прифаќале, не прифаќале, верувале, не верувале, чуле за тоа или не чуле, знаеле или не знаеле, објективно, сите го должиме нашиот живот на Исуса Христа и неговата жртва на крстот. Но фокусот ми беше зошто Исак? Што беше толку збунувачки, што беше толку ненормално човечки гледано во Божјата заповед Авраам да го жртвува Исак? Што беше тоа тука толку ненормално? Токму така, значи, како може истиот Господ, што на Авраам му вети син, и тоа од Сара, не било каков син, не од робинка или по пат на човечки дела. И истиот Господ што го даде тој син со Божја сила, со надприродно
зачнување, истиот тој син, преку кого на Авраам му било ветено, што? Дека во неговото семе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Дека неговото семе ќе биде направено толку бројно, како што се зрната во песок морски или звездите небесни. Сега, пред да се случи, сето тоа, пред Исак да изнароди еден куп потомци како песок или како звезди небесни и сите наредни генерации на тие потомци, значи Исак како младо момче треба да биде убиен, да биде жртвуван. Како сега тоа? Како сега тоа? Што би рекли ние да сме на Аврамово место? Прво би се запрашале дали ова Господ нам ни се јавил или некој друг. Како може Господ да го каже тоа? Како може истиот Господ да го каже тоа? Како може воопшто Господ да бара такво нешто? Човечка жртва, па тоа го бараат демоните. Паганските народи жртвуваат деца на своите идоли, на своите гадови, како што се наречени во писмото. Како може сега Аврамовиот Бог да го побара истото, особено откако му ги дал пред тоа на Аврама сите тие големи ветувања за бројно потомство, за звезди, за песок. Како сега да биде жртвуван тој син, не некој друг, не некој слуга, роб, иако и тие се човечки битија, и вистинскиот Бог не би сакал човечки жртви, па за било кој да станува спор. Но токму Исак. Од каде знаел Авраам дека навистина му се обратил истиот Бог кому дотогаш му служил, а не некој демон во негово име? Од каде знаел? Па Авраам го познавал својот Бог. Прво знаел дека е истиот. Го познавал неговиот глас. Господ му се јавил на Аврама на ист начин на кој што му се јавувал и порано. Толку многу пати порано. Но постоеше само една причина зошто Авраам познаваше дека истиот Бог ја бара ова незамислива, неверојатна жртва од негова страна. А тоа беше верата во воскресението. Тоа сакам да го нагласам и за таа цел ќе отвориме пак во посланието до евреите, 11 глава. Послание до евреите, 11 глава. И во ова 11 глава постои еден за мене страшно силен и добар стих. Знаете ли кој е тој стих? Кој е тој страшно силен и добар стих? Во Евреите 11 глава. Не е случајно 33 стих. До сега не знаев дека беше 33. 33 стих. Знаете што вели? Значи, откако ги наведе апостол Павле сите примери на херои на верата од Стариот Завет,
Па потоа споменува уште некој само по име. И 33 стих вели, кој преку вера победија, што? Царства. Преку вера, колку може да биде мокина верата. Ти еден како Самсон, како споменува тука Варак, Гедеон, Јефтај, Давид, Самуил, преку вера победија царства, држави победија со нивните војски. Страшно нешто. Сепак, ова само беше дигресија, бидејќи кога веќе отвараме Евреите 11 глава, не можев да не ги споменам овие силни зборови. Преку вера победија царства. Ке се вратиме кај Авраам, 17 стих, да видиме како Павле го коментира настанот од Битие 22 глава. 17 стих и понатаму, Авраам со вера го принесе како жртва Исака, кога беше искушуван. И тој што го доби ветувањето, го принесе својот единствен син, за кого му беше речено што? Потомството од Исак ке се нарече со твое име. Значи, Господ му ветува на Авраам потомство преку Исак, и сега истиот Господ бара тој Исак, пред да биде женет и да има потомство, бара да биде принесен на жртва. Како е тоа можно? Еве слепите и плитките садукеи што не гледаа во Битие, уште во првата книга Мојсеева. Како е можно истиот Господ кој што ветува потомство преку Исак, да бара ергенот Исак да биде принесен на жртва и убиен? Ако биде принесен на жртва и убиен, како што Господ заповедал, како може да има тогаш тој Исак да има потомство и да се исполнат претходните ветувања на истиот Господ? Што разбрал Авраам, што плитките садукеи не гледаа во Битие 22 глава? Што разбрал Авраам? Да дозволиме апостол Павле да го даде одговорот на тоа прашање во 19 стих. Зашто тој сметаше дека е Бог силен и дека и мртви може да воскреснува. И така да речам го прими Исак воскреснат. Многу интересно. Сте доживеале вакво искуство? Исак не беше жртвуван, Господ интервенираше. Исак не беше убиен, но за Авраам, целиот тој настан изгледаше како да бил Исак убиен, ама воскреснат, вратен од мртвите. Зошто? Па затоа што Господ никаде не најавил дека ќе се предомисли. Се предомислува Господ? Никаде до тогаш Авраам немал ниту најмала надеж, ниту можел да негува таква надеж, дека Господ ќе се предомисли. Дека Господ ќе го направи тоа што го направил. Ќе интервенира и ќе спречи раката на Авраам да не го убие својот син. Единственото што го имал Авраам како надеж, значи Авраам не се надевал Господ ќе интервенира и ќе спречи Исак да не биде убиен. Немал основа за таква надеж. Немало знаци за такво нешто. Нито имало преседан во претходната историја, пред Авраам, за такво постапување на Бога со луѓето.
Ниту имал Авраам Библија од која што можел да се поучува на тие претходни примери, како што тоа го имаме ние. Единственото на што Авраам се надевал кога ја кревал раката со нож да го убие својот син, е дека Господ воскреснува мртви. Дека Господ ќе го воскресне Исака и откако ќе биде убиен. Тоа е страшно голема вера. Особено за родител. Дали воопшто разбираме колку голема вера покажал Авраам? Тој не живел во време кога имало Библија и кога во таа Библија имало напишено историја за тоа како Господ воскреснувал мртви во минатото. Тој бил првиот кој што требал да покаже ваква вера, кога немало никаков преседан пред тоа за такво нешто. Авраам единствено верувал дека Бог е силен и дека може и мртви да воскреснува. Зошто ја имал таа вера? Затоа што истиот Господ кој што поборал Исак, младиот Исак, да биде принесен на жртва, е истиот Господ кој што му ветил дека од Исака Аврам ќе добие многу бројни потомци. Епа како е тоа можно? Како се можни двете ветувања, двете за Божји заповеди? Како се можни? Само со вера во воскресението. Господ можел да воскреснува мртви. Затоа, иако Исак не бил убиен, за Аврама било како да бил и како Господ да му го вратил од мртвите. Излишно е да прашам дали денес постои родител кој што би постапил вака, и мајки цела историја и цела Библија позади себе со сите овие примери. А Аврам тоа го направил кога немал никакви претходни примери на кои што можел да се надева и уште повеќе да се храбри и да ја засилува својата вера. Апостол Павле на Галатјаните, пишувајќи им на крајот од 3 глава, таа многу контроверзна глава, не само за тогашните евреи, за многу тогашни христијани, туку и за адвентистите на седмиот ден во 1880-тите години. Вели, ако сте Христови, значи, ние да си одговориме на тоа прашање дали сме Христови, секој од нас поединечно. Според тоа, не што зборуваме тука во сабота, туку како живееме од недела до петок, надвор од овде и надвор од саботниот ден. Ако сте Христови, тогаш сте што? Вели Павле. Тогаш сте семе Авраамово и, според ветувањето, наследници. Наследници, секој еден од вас со вера, наследник на она што Авраам ќе го наследи. Наследник на она што на Авраам му било ветено. И со наследници Христови. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме за новото освежување денес. Ти благодариме за Твојата голема грижа. Ти благодариме, Господи, за секој Твој добар дар што сме го примиле од озгора. Ти благодариме, Господи, за жртвата на Твојот Син. Неголемата жртва на која што го должиме нашето постоење, нашиот живот, откако сме зачнати па до ден денес. Ти благодариме за сета Твоја љубов и добрина.
И благодарни за сето тоа, те молиме, Господи, само за нашите најголеми потреби во моментов, а тоа е здравје за нашите болни и немокни. Те молиме најмногу за сестра Мимица, те молиме и за постарите браќа и сестри, за Стојан, Катица, Стефка. Те молиме за сите за кои што досега те молевме и ги споменувавме во нашите молитви. Нека биде волјата Твоја, Господи. Те молиме, допри ги срцата на оние кои што се на пат, кои што се разочарани, кои што се духовно болни, кои што ја напуштија или се откажа од верата, ја загубија верата, кои што се во светот. Те молиме, Господи, поштеди ги, помилувај ги и врати ги, привлече ги одново кон Тебе со Твојата силна благодат. Биди со нас во остатокот од саботниот ден, распушти не во Твојот мир. Сето ова Ти благодариме во Христово име. Амин.